Представници на медиумите. На самиот почеток сакаме да изразиме сочувство за семејството на вчера удавеното дете по каналот на Дабничка река. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Прилеп, како и многу пати досега, најостро реагира на начинот на која локалната самоуправа, предводена од ВМРО ДПМН, води грижа за своите граѓани. Работењето на градоначалникот Маријан Ристевски уште еднаш се покажа како несериозно. Наместо да се зафати со решавање на приоритетните проблеми, на Прилепчани тој се занимава со удирање на четки и фарби, парчиња, споменици и така натаму, кои со ништо не ги подобрува квалитетот и сигурноста на животот на нашите сограѓани. Имено, оваа власт воопшто не води грижа за ромската популација, која е населена во овој дел на градот, каде што вчера се случи овој нивен настан. Почитуван градоначалник, господо од ВМРО ДПМН, и ромите се луѓе. Дали оваа загуба на млад човечки живот ќе ве натера конечно да сватите дека нашите лојални сограѓани од ромската популација не се и не треба да бидат само гласачка машинерија која вие ја користевте само пред избори? Зошто не одговоривте на нивните барања, апели и молби за поставување на заштитни огради и чистење на коритото на Дабничка река, уште повеќе што истите беа и ваши предизборни ветувања упатени токму кон овие луѓе? Господине Ристевски, немојте да бегате од одговорноста која што ја сносите. Не ви се виновни ниту медиумите за вашето неодговорно работење, исто така не ви се виновни ниту граѓаните кои што живеат покрај Дабничка река. Од каде толкава дрскост, господине Ристевски? Па си дозволите денес да ги винувате сите за оваа несреќа и притоа бегате од вашата лична одговорност и одговорноста на целата локална самоуправа. Се представувате како сериозен градоначалник и сериозна и одговорна власт, која се грижи само за своите граѓани, а со ништо не го покажавте тоа. Напротив, во услови кога целата држава е поплавена, со вашата негрижа и несериозен пристап кон целата оваа ситуација, дозволивте првата жртва од поплавите да се случи токму во нашиот град. Благодарам.